Кога почнува, да речеме, експанзијата на тоа? Бидејќи според податоци кои што вие самите ги имате систематизирано и ставено на вашата веб страница, тврдите дека цивилизација, население на овие простори постои уште од периодот на неолитот, тоа е некаде 6-7 илјади години пред нашата ера. Од тогаш ли се тие почетоци на Гледате, според тие сознанија, значи, како јас навлегував во длабочината на вековите, во како што се правеле археолошки истражувања, како што ние доаѓавме до нови сознанија врз основа на артефактите, како што почна да се дешифрираат древномакедонските записи, надписи, кои се наоѓаат на различни артефакти, нели ги има и на карпи. И јас често пати викам дека нашите архиви, да кажеме, ако Александриската библиотека или Александрија, која била со една урбанистичка структура во вид на македонска хламида, за која што Александар даде виза да се изгради цел тој град, кон крајот на старата ера достига некаде околу 1 милион жители и околу 900 и нешто хектари површина. Замислете град при крај на првиот век пред нашата ера да има 1 милион жители. Значи Александар однесе од овдека околу 1 милион жители. Потоа со создавањето на Селевкидското царство и другите царства, од овдека уште 1 милион се иселени. Тоа се врвни интелектуалци, архитекти, историчари, професори, нели, учители и така натаму. Меѓутоа има и врвни градители, има занаетчи, значи луѓето како што сега одат во Австралија, во Канада. Како што сега одат најдобрите, така одели и тогаш. Така и тогаш оделе најдобрите. Значи тие го ширеле македонизмот. Значи не може културата и целата цивилизација која создале македонците сега некој да ни ја презентира како некој хеленизам. До ден денес уште не можат нашите археолози и историчари да се ослободат од терминот кој Дројзен ни го има натурено некаде 1830 година, за да може да се создаде таа хеленска држава или грчка држава, им била потребна одредена историја и таа историографија германска тогаш ја сервира де факто македонската цивилизација како да е грчка и од тогаш почнуваат сите проблеми и сега што ги имаме со име и така натаму. Меѓутоа, древните македонци на овие простори, со оглед на тоа што ние немаме истражено, не дека не постојат, туку нашите археолози се уште, освен една пештера што делумно истражена со 40.000 години пред наша ера и со податоците што ги добиваме, еве да речеме, ова е еден мал водич за Петралона, кај што антрополозите тврдат дека најстариот жител на територијата на Македонија е некаде со 600.000-160.000 години пред наша ера. Значи не можела таа популација од 600.000 години пред наша ера да исчезне. Па сега ќе кажат, ете сега тие малтели не биле во ерата на мајмуните. Не е точно. Овие се умни луѓе, грамотни луѓе кои создале огромна цивилизација, нели според податоците што ќе ги изнесеме. Значи ние имаме развој на ген како македонци, како народ, тоа го зборам врз основа на досегашните дешифрирани податоци што ги имаме, кај што најстарата наша македонска писмена традиција оди веќе некаде до 100.000 години пред наша ера. Тие датирања не сум ги направил јас, тоа е цела една плејада на антрополози, на физичари, на археолози, нели, на други научници и така натаму. Значи, ние моментално, оно што спомнавте во интернет што е ставено, тоа е ставено врз основа на археолошките истражувања што ги правила цела една плејада наши македонски археолози, па археолозите во Србија, во Бугарија, во Грција, во Албанија, врз основа на тие на таа една материја, материјални докази, така, тие материјални докази ни овозможува да тврдиме дека првото организирано општество, кое врз основа на дешифрираните текстови, јас го нареков општеството на зетување. Значи, во тоа време немавме ние кралеви, немавме цареви, немавме кнезови, туку имавме зетови, имавме невести, имаме тешти, имавме тестови и така натаму, нели? Значи, тоа е една цивилизација на неолитот, меѓутоа
Не можело одеднаш туку така, нели се појави керамиката и одеднаш имаме рапиден скок во развојот на цивилизацијата. Со подоцнежните истражувања, јас фактички дојдов до сознание дека на овие простори, некако конкретно да речеме, бидејќи е штип во прашање, имаме една книга која, ќе видиме нели, кога тоа е објавена 1973 година. Ова се работи за предисториска населба Барутница, кај Амзибегово во Македонија, напишана е од професорите Паула Корошец и Јосип Корошец, кај што тврдат нели, за една материјална култура која се наоѓа на ова територија, некаде со старост од 7000-6000 години пред наша ера. И тоа што не забележале археолозите, јас тоа го забележав, дека и овдека ние имаме надписи, нели? Може тоа да се види, го едниот надпис, овдека имаме друг надпис и така натаму. Сега она што е професоре, ќе ве наречам, бидејќи сите така ви се обраќаат. Па заради предавањата, веројатно што ги држев на архитектонски факултет во... Значи, она што е, да речеме, може би полесно да се дешифрира и да се направи една слика за начинот на живење на едно општество се артефактите, археолошките пронајми. Меѓутоа, она што е тешко да се дешифрира, а нуди може би многу големи, позначени податоци, е древното писмо. Апсолутно. Тоа се ќе кажеме. Јас ова е еден мој труд кој е објавен некаде 2000 година, значи пред 10 години, најстари пишани споменици како сведоштва за распространетоста и континуитетот на македонската цивилизација, кај што овие сега што ги покажав од професорите нели Корошец. Така се поместени. Така тука тие се објавени, што значи македонската јавност е информирана дека имаме надписи на овие простори уште 2000 година, значи пред 10 години. Во тоа време, врз основа на други дешифрирања, јас исто така во овај мој труд имав објавено за неколку имиња на владетели, кои се викале зетинели, зетови. Тие се од различен временски период, да речеме пир македонски. Тоа е на една глинена плоча најдена во околината на Враца. Тоа е на 120 км северно од Софија, во денешна Бугарија. И сега ќе кажат, тоа е на бугарски, како што милуваат да кажуваат. Меѓутоа, овдека децидно стои зет пир македонски. Значи, ако тоа го имаме, да кажеме... Така, само би замолила една од камерите, ако може да зумира. Тука го имаме П-И-Р, пир македонски. Тоа е фактички на маргините на артефактот ставена. Староста му е... Морам да ве прекинам. Забележав дека писмото го читате спротивно од она што ние денес го... Значи, древните македонци пишувале со тоа така наречено континуирано писмо, од десно кон лево, и со комбинација од горе надолу или од долу нагоре, со оглед на тоа што имале ограничен простор. Значи, на еден мал простор треба вие да внесете повеќе податоци. Тоа го прави дополнително тешко за дешифрирање, бидејќи тешко човек може да се снајде од кој правец. Знаете како, ако знаеме како пишувале, и ако е дешифрирано писмото, ако се знае на кој јазик тоа се пишувало, значи тоа нема голема разлика. Фактички ние имаме еден прамакедонски јазик, значи еден прајазик, кој е основа на сите така наречени индоевропски јазици, а нашата и јавна и тајна азбука, нели, тоа нормално одеднаш не дојде, тоа мораше да се направат повеќе дешифрирања. Јас овдека донесов, нели, печатите од Говорлево и така натаму можеме да ги покажеме, за да можеме да дојдеме до одредена идентификација на таа популација. Значи, ако постоела, првата идентификација која е направена дека древна Македонија, името Македонија не го носи, да кажеме, од времето на Херодот или Иродот, кај што он признава дека постои Македонско кралство, македонски патишта, македонски реки, македонски планини, македонски владетели и така натаму, нели? Туку ово е многу постаро, скоро со 5000 години или 4500 години пред Иродот или Херодот, бидејќи тој живее во 5 век, а ова е некаде со 5000 години врз основа на датирањата што ги прави Марија Гимбутас, една од врвните проучувачи на неолит.